Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ВМРО-ДПМН денеска повторно си упатија обвинувања за практицирањето на власта и опозицијските амбиции. Како најбрзо да се стигне до власт, а при тоа во втор план да се стават националните и интересите на државата. Владата на Мицкоски го доведе во ризик еден од најважните столбови на социјалната сигурност, пензискиот фонд. Нема пари во државната каса за исплати на пензии, а власта го загрози и вториот пензиски столб. Дупката во ПИУМ се продлабочува и достигна речиси 40%. Ова е резултат на расипничките политики на ВМРО и јасен доказ дека владата нема решение како да обезбеди долгорочна стабилност на пензискиот фонд. Наместо сериозни реформи и стабилизација, владата посегна по уште еден поопасен чекор. Го доведува во прашање и вториот пензиски столб. Државното раководство на Македонија има многу јасно зацртано како државата треба да се вклучи во Европската Унија и тоа јасно го кажува. А тоа значи, намерата на Македонија не е само да почне преговори со Брисел и да се соочи со нова блокада како актуелната од официјална Софија, туку процесот да почне и успешно да заврши со целосно исполнување на европските стандарди. Почитувани, ова изгледа само на Венко Филипче и на неговите другари од раководството на СДС не им е јасно, а можеби им е јасно, но не се грижат за државата и за граѓаните. Нив ги интересира само едно – да се даде се, по секоја цена да ги реализираат само нивните лични интереси. И очигледно е зошто го прават ова. Се надеваат дека тоа е патот или магичната формула која ќе ги донесе на власт.